Во третиот дел од предавањето, кое се однесува на стандардите и директивите за енергетско ефикасно градење и реновирање на објектите, ќе зборуваме за најновите одредби од директивата на Европската Унија усвоени оваа година. Директивата за енергетски карактеристики на зградите е инструмент за подобрување на регулациите за градба на енергетските карактеристики на зградите кај членките на Европската Унија. Директивата дава збир од обврзувачки цели кои треба да се воведат во законите и регулативите на секоја држава. Директивата за енергетски карактеристики на зградите досега е успешна во следното. Земјите членки ги подобрија своите минимални барања за енергетска ефикасност на зградите, земајќи го во предвид оптималните трошоци за отприлика 30 годишен животен циклус на објектот. Енергетските пасоши меѓу земјите членки станаа вообичаени, дури се присутни меѓу рекламирање на недвижностите, исто како што се енергетските ознаки веќе познати меѓу производите, како што се за, например, машините за перење, автомобилите и слично. Заедно со директивите за енергетска ефикасност и енергетските пасоши станаа алатка за идентификување на приоритетите при реновирање на постоечките згради, подеднакво и кај јавните и кај приватните. И постојат некои смислени планови за реновирање на енергијата во постоечките згради. Енергетскиот пасош игра водечка улога во овој процес со тоа што ги информира потенцијалните сопственици или станари за енергетските карактеристики, сумираните мислења, решенија, предизвици и прилики за иден развој. Па така, енергетскиот пасош е важен и за секторот на недвижности. Вклучува барање за рекламирање, јавно покажување на енергетскиот сертификат и модифицирање на енергетскиот пасош да биде поедноставен за употреба од страна на јавноста. Валидноста на енергетскиот пасош вклучува употреба на дефинирани вредности и пресметки на реални заштеди на енергија. Задолжително вклучува препораки за подобрување на енергетската ефикасност и балансирање меѓу цената на чинење на енергетскиот пасош и содржината. Треба да овозможи најдобар начин за употреба на енергетските пасоши според искуства како земјите членки ги користат базата на податоци на енергетските пасоши и самиот пасош како документ за поддршка на останатите мерки за енергетска ефикасност. Според декларацијата, енергетскиот пасош мора да биде презентиран на сопственикот или купувачот на недвижноста. Ова барање според новите стандарди е зацврстено со тоа што е задолжително објавување во вид на публикација на сите индикатори за енергетските карактеристики содржани во енергетскиот пасош, зависно од националната легислатива во времето кога објектот е ставен на продажба или закуп. Исто така, новите стандарди обезбедуваат дека енергетскиот пасош мора да биде поставен јавно кај општествените објекти и објектите за јавна употреба. Рекламирањето мора да создаде свесност за енергетските карактеристики на објектите меѓу потенцијалните сопственици, со што јавноста константно ќе биде запознаена со енергетските индикатори и информациите врзани за ефикасноста, како единствен начин да се поттикне свесноста за проблемот. Досегашните студии во земјите членки кажуваат дека под исти локални услови енергетски ефикасните згради достигнуваат повисока цена и подобро се продаваат или изнајмуваат за разлика од зградите со низок степен на енергетска ефикасност. Публицирањето на енергетскиот пасош со сопствен број овозможува податоците во него да станат јавни, достапни и да бидат подложени на проверка. Оваа база на податоци е важна и за агентите со недвижности, што им дава можност за лесно да се проверат основните податоци за објектот и за објектот за кој треба да се направи реклама. Секако податоците се отворени, но истовремено се врши и заштита на осетливите податоци кои ја нарушуваат приватноста. Како и да е, сите земји членки се трудат да го направат енергетскиот пасош поразбирлив за широката јавност. Техничките изрази се сведени на минимум,
се користат визуелни икони, а на првата страна се покажува степенот кој го задоволува условот за скоро нула енергија, во однос на моменталниот степен кој задоволува енергетска ефикасност, иако овој услов за скоро нула енергија не е се уште во употреба. На овој начин се промовира целта која треба да се постигне во иднина. Енергетскиот пасош овозможува споредба на енергетските вредности на објектите, исто тоа ги поттикнува потенцијалните купувачи или сопственици да се информираат и да ја земат енергетската ефикасност предвид при разгледување на зградите, стамбените единици и слично. За време на процесот на цертифицирање постојат два главни елементи кои го одредуваат квалитетот на финалниот резултат и како јавноста тоа ќе го прифати. Првиот се влезните податоци кои се потребни за пресметка и другиот е рамката за обезбедениот квалитет кој се постигнува. Добро обезбедена шема за квалитет овозможува подобрување на целиот систем на цертифицирање. Препораките од енергетскиот пасош ја унапредуваат свесноста за потенцијалното подобрување на енергетската ефикасност на зградите. Квалитетот на препораките е одредена во зависност од техничката можност и исплатливоста за одреден тип на објект. Начинот на кој тие препораки ќе им бидат презентирани на сопствениците има важна улога во подоцнежното превземање на акции. Да биде уште појасно, постои разлика помеѓу препораките кои енергетскиот пасош ги пропишува како водич за потенцијалните заштеди на енергија во вид на наменски препораки и препораките од деталниот енергетски аудит кој дава детални и специфични податоци за планот за реновирање на комплексните објекти. Деталниот енергетски аудит не е дел од шемата на енергетскиот пасош, но е неопходен следен чекор откако ќе се комплетира енергетскиот пасош. Енергетскиот пасош не е направен за да биде проект за детална реконструкција на објектите во смисла на заштеда на енергија. Тој служи за две работи. Прво, ги покажува енергетските карактеристики на зградите и нивните референтни вредности со цел да се овозможи компарација со другите згради. И другата задача е да ги информира сопствениците за потенцијалот за енергетска заштеда со цел да се мотивираат да инвестираат во подобрување на енергетската ефикасност на зградите. Енергетскиот пасош стана документ за кој најмногу се расправа, но јасно е дека тој е инструмент и алатка со која се информираме за состојбата со енергетската заштеда на објектите и не може да се споредува со деталните технички документи со кои се занимаваат инженерите и изведувачите. Енергетскиот пасош има валидност од 10 години и може би е исплатливо да се направи подетален и поскап. Во повеќето земји членки чини за обична фамилиарна куќа од 100 до 400 евра. Енергетскиот пасош за стамбена или нестамбена зграда чини 1-2 евра на метар квадратен до 5 евра на метар квадратен, зависност од земја до земја. Кај стамбените згради е дискутабилно дали се цертифицира целиот објект во целина или секој стан индивидуално, или пак се внесуваат и двете можности. При цертифицирање на целата зграда се дава препорака за обвивката на објектот и системот за грејење и ладење. И трошокот се дели помеѓу станарите. Но тоа не ги одредува енергетските индикатори за секоја стамбена единица посебно, зависно од местоположбата во зградата. Северни станови, станови на поткровје, приземни станови и слично. Кај сите нив е различно. Затоа е препорачливо да се има цертификат и за станот и за зградата, што сопствениците ги чини поскапо. Најдобрата употреба на енергетскиот пасош е во две нивоа. Енергетскиот пасош создава централна база на податоци кои можат да се користат како средство за формирање на политика за одржливо однесување и за споредба на националното ниво при обврзувачките извештаи за енергетска заштеда на државата. Во случај податоците да се отворени и јавни, агентите од секторот за недвижности, авторитетите од секторот на градежништвото, но и целата јавност можат да ги користат податоците од енергетскиот пасош за своји цели.
Енергетските пасоши, пак од друга страна, сами за себе можат да се користат не само за да се обезбеди дозвола за градба на објектот, туку и да се добие финансиска поддршка за зголемување на енергетската ефикасност. Препораки. Потенцијалот на енергетските пасоши да креира одржлива свесност се гледа во два аспекта. Прво, енергетскиот пасош навистина да се користи и друго, индикаторите во енергетскиот пасош да се коректни со цел да се развие доверба во енергетскиот пасош како веројатна алатка за информирање. Кон тоа треба да се додаде дека обезбедениот квалитет и јасната читливост на пасошот е од клучно значење. Поставувањето на енергетскиот пасош на јавните и државни објекти е исто така многу важно, но се уште е во зародиш кај земјите членки. Презентирањето на енергетските индикатори во медиумите помага во зголемување на свесноста на клиентите за потребите за енергетска ефикасност на зградите. Во овој контекст, јавно ќе бидат означени нивоите на енергетска ефикасност на објектите, исто како кај производите од домаќинството, со енергетски ефикасност А+ објекти ќе бидат поконкурентни на пазарот со недвижности.